Почитувана председателка на комисија, почитувани колеги, колега Минов, внимателно го слушав вашето излагање и навистина дадовте еден добар осврт на стратегијата за борба против корупцијата, која треба, националната стратегија, која треба тука да ја разгледаме и да ја донесеме во собранието. Ќе се задржам на неколку точки, неколку реченици кои ги имавте во вашето излагање. Ќе почнам од самиот крај, каде што кажавте дека и вие самиот лично сте борец и давате поддршка за реализација на оваа национална стратегија и посебно за да ги добијаме ефектите во справувањето со корупцијата во Република Македонија. Тука ќе се надополнем и со она што го изнесе сега председателката како еден вид реплика на вашето излагање, каде што и сама да кажа дека има и признание од релевантни фактори, политички, дека вработувањето во Република Македонија се извршува со доставување партиски списоци од политичките партии, односно во моментов, бидејќи ние сме сега за едно актуелно време да зборуваме, со партиски списоци нормално од владеачките партија, тоа е Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Тука ќе се надоврзам на вас, колега Минов, дека навистина е направена солидна, добра проценка на ризиците од корупција, што е како еден прв чекор од процесот на подготовка на оваа стратегија. Но јас би ве надополнил и би кажал дека првиот чекор на оваа стратегија би требало да биде во насока на зголемување на надлежностите на Државната комисија за спречување на корупцијата и конкретни рокови во поставување на ефектите и целите што треба да ги видиме од оваа национална стратегија. Бидејќи, ако оставиме како досега, се ќе биде само на донесување на акцијски планови и стратегии, а на терен резултатите ќе бидат 111, 112, 130, 150 место и понатаму ќе продолжиме да уназадуваме. Колку повеќе имам впечаток се бориме против корупцијата, колку повеќе функции се измислуваат во борба против корупцијата, толку повеќе тонеме во извештаите на Transparency International и другите релевантни институции кои ги обработуваат овие теми. Во моментов Македонија е на 111-то место по индексот на корупција. Значи, неколку места надолу со откако се формирала Државната комисија за спречување со корупцијата, што секако треба да преземете и вие тука вина, бидејќи, како што кажав, дали законски немате начин како до крај да реагирате, односно да ги детектирате и до крај да се расчистуваат некој случај, или е друг проблем, не знам, но во моментов е ситуацијата таква. Во околу проценката на ризиците сте процениле дека ризиците во областите каде се генерираат силни ризици од корупција се јавни набавки, вработување во јавниот сектор, инспекцијски надзор, издавање на различни одобренија, решенија, лиценци, дозволи и слично во сите сектори. Тука правосудство, полиција, јавно здравство, образование, транспорт, урбанизам и останатите општествени сектори. Ова вашето е говор или реплика на колегата Панчев? Добро. И во сите анализирани сектори се сложувам дека и добро биле утврдени оние именители кои се како ризични фактори, причини кои доведуваат до оваа ситуација. Прво нешто, и вие тоа го спомнавте, силно политичко влијание во јавниот сектор, што навистина мислам дека до крај не го објаснивте
Не знам, бидејќи долго време сте во политиката, дали не верувам дека не сте доволно запознаен, но дали имате концесии или не знам зошто спрема некого имате посебен респект, не до крај не ги разјаснивте овие работи, зошто доаѓаме во ваква ситуација. Но мислам дека ова што го кажавте и со што се согласивте и вие во стратегијата што е потенцирано, дека силното политичко влијание во јавниот сектор е навистина проблем број 1 кој треба понатаму да се отстрани. Но да бидеме објективни, колега Минов, како ќе го отргнеме политичко влијание кога во тело и понатаму во правосудството, судство, обвинителство, полиција, кога вие давате поддршка тука за телото за реформи во судството да го води премиерот на државата, кој патем е и аболициран во неколку наврати со кривични пријави, со незавршени судски постапки. И како може, колега Минов, еден аболициран криминалец да биде начело на телото за реформи во судството, а да нема политичко влијание во јавниот сектор. Заборавивте тоа да го кажете. Уште една работа. Ние можеме да наносиме 10 вакви стратегии, но тоа кој ќе ги спроведува? Може ли да ве замолам квалификации да не давате? Имаме ново министерство и министер за спречување со корупцијата во Република Македонија, колега Минов, тоа не го спомнавте. Секретар на Социјалдемократскиот сојуз. Вие едноставно не реплицирате. Како може? Не е реплика, па сега има простор за говор. Како може? Па има простор за говор, немојте. Апсолутно, цело време се држам до реплика. Не се држите до она што... Точка по точка ги образлагам говорот. Секретарот на Социјалдемократскиот сојуз треба да се бори против овие партиски списоци кои се согласуваме заедно. Вие кажавте дека имате индиции дека ги се вработува по партиски списоци. Треба да се бори против ова партиско вработување човекот што ги составува овие партиски списоци. Тука има навистина судир на интереси. И треба ова да се јавно, да се детектира, да се наведи во стратегијата, да се во политичкото влијание, да се исклучи. Ние не гледаме моментално на терен ништо освен демагогија. Ништо освен демагогија не ни се случува на терен. Пишувате за ниското ниво на интегритет на човечкиот фактор, понатаму ќе се надоврзам и говор кога ќе земам. Околу јавните набавки се сложуваме, колега Минов, но повторно недореченост сакам тука да запрашам, кога веќе се е утврдено како слабост околу јавните набавки и точно се сложувам, конкретно се наведени приоритетните проблеми во секторот јавни набавки, зошто тогаш со самото доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз на власт се укина едно тело, Совет за јавни набавки, кој во голема мера даваше резултат и даде резултат во спречувањето на ваквите појави, вклучително и на корупцијата. Во тој период бевме за 50 места по-добро рангирани отколку сега. Зошто во оваа реформа, кога веќе ги наведувате во оваа стратегија, ги наведувате проблемите, зошто да не се каже и за решенијата? Зборувате за недоволна трансперентност на институциите, низок степен на интегритет на вклучителни лица во спроведувањето на јавните набавки, недоволен број на лица со соодветни квалификации, а сето она што го имавме во Советот на јавни набавки, вие го укинавте. И повторно тука сето е ова поврзано со политичкото влијание. Набавката на возила во Министерството за внатрешни работи, ќе потсетам, ги доби фирма од Куманово, која не е генерален увозник, а доставил демек подобри услови за
на цена и слични работи и го добил тендерот за набавка на возила во Министерството за внатрешни работи. Јавна тајна е дека колега Минов е блиска до Социјалдемократскиот сојуз и до Министерот, кој исто така, може би случајно, потекнува од истиот град, од Куманово и близок до таа фирма. Таа фирма ја кажуваат за блиска до Министерот за внатрешни работи. И случајно таа фирма добива тендери во Министерството за внатрешни работи. Кога веќе зборувавте и за непотизмот, ќе искористам присуството на председателката на комисијата, имавте во изминатиот период и за мојот град од каде што доаѓам прилеп за градоначалникот, конкретно за вработувањето на неговата внука од сестра, пријава дека е незаконски, дека е непотизам, ништо од тоа. Затоа велам, во оваа стратегија вие требаше да барате зголемување на надлежностите. И сите ние, колега, ако реално сте за борба против корупцијата, треба да го бараме ова. Бидејќи сето ова само ќе остане на картија, ако понатаму не добие разврска. Еве уште еден случај, кога веќе зборуваме на оваа тема. Во Прилеп исто во моментов имаме директори на едното јавно предпријатие, едното државно, двајца брајки. А нивната внука од брат до вчера беше директорка на трето јавно предпријатие, сега се вработува во друго јавно предпријатие. Откако направи многу добра набавка на автобуси во тоа предпријатие за јавен превоз, каде што впрочем ве повикувам да го разгледате и тој случај, како може автобусите набавени во Прилеп да чинат 250.000 евра по автобус, а истата фирма Автомакедонија во Тетово, општина Тетово да чини еден автобус 144.000 евра. Во Прилеп, значи, за 4 автобуси набавени за 1 милион евра, а во Тетово 5 автобуси за 720.000 евра. И еве, видете, разгледајте и во следна прилика да дадете и одговор каде завршиле тие 400.000 евра разлика, во чии приватни џебови се завршени. Околу вработувањето во јавниот сектор, исто кажавте дека ја поддржувате оваа борба, кажавте дека е добро и тука наведено, постапките за вработување, гледам во јавниот сектор не се целосно транспарентни, сте утврдиле како институција за оваа стратегија и посебно велите не е во однос на критериуми кои биле пресудни за изборот. Јас секогаш, колега Минов, зборувам со факти, со аргументи, еве и сега околу ова ќе кажам, зошто останувате слеп при неколкуте огласи кои во моментов се актуелни овие денови, ќе ве потсетам на неколку од нив. Во Фондот за здравствено осигурување на Македонија имавме објавен оглас за советник во кој како критериум се бара лицето да има завршено ликовна академија, колега Минов. Внимателно. Во Фондот за здравствено осигурување на Република на Македонија се бара критериум лицето да има завршено ликовна академија. Почитувана председателке, со должна почит, уште името и презимето на лицето кој треба да биде примено за советник не било наведено во овој конкурс во Фондот. Уште еден пример, колега Минов, во Струмица културните работници. Со денови ги гледам по телевизии, зборуваат, се бораат, укажуваат на злоупотребата на политичкото решение за директор во Центарот за култура во Струмица, лице со завршен факултет за физичка култура, назначено за директор во Центарот за култура. И нормално луѓето, културните работници, укажуваат дека не му треба таков човек со такви предиспозиции, со такво образование на чело на нивната институција. Меѓу другото, човекот може би малце исцилен од политичката моќ и од политичкото влијание кој го донесло на таа позиција, наведил во критериумите, во своето CV, во податоците, дека некоја потврда, диплома за учествувал во деновите на празот, колега Минов.
една потврда дека сета оваа борба, стратегија за корупција ваша што ја правите и што вие како голем борец овде ни се представивте и ни укажувате дека е лук и вода, а не прас. Тоа го направил. И никој, почитувана председателке, не се занишувате да дадете поддршка на тие културни работници, сега се од цела Македонија здружени, иницијатори беа луѓето од Струмица, да ги поддржите, да кажете како не ги исполнува критериумите или зошто човек со завршена физичка култура да биде на ваква институција директор. Злоупотреби има многу, но ќе се надоврзам и нова, уште наш колега Минов и вие тоа го потенциравте во делот на правосудството, му дадовте тежина, кажавте дека е многу битен сегмент. Приоритетни проблеми тука се наведени: недоволно ефикасен систем за јакнење на интегритетот во судството и јавното обвинителство, недоволни материјални и кадровски ресурси. Две работи не ги кажавте, не ги спомнавте, а заедното веќе зборнав, само ќе се надоврзам. Недоволно ефикасен систем за јакнење на интегритетот. Каков интегритет очекуваме од правосудниот систем, почитувана македонска јавност, ако го води, ако треба да го реформира човек кој има активни судски процеси, човек кој е аболициран? Каков интерес има тој да ги решава, да го решава правосудството, освен ако нема интерес да си ги реши собствените проблеми, односно да ги заташка оние случаи, оние постапки кои се отпочнати во правосудниот систем да помини неказнето. Затоа сте сега на 111 место, а во иднина Господ да ни е напомош со ваква борба против корупцијата. Недоволни материјални и кадровски ресурси. 4 милиони евра одделени за специјалното јавно обвинителство. Немаше ниту еден висок функционер од власта што не е сликан со Катица Јанева и со вашиот во тој момент експониран борец во социјалниот дел, во социјалната политика, Бојан Јовановски алијас Боки 13. Немаше ниту еден што не е сликан, меморандуми потпишувавте. И зошто? За да видиме на крајот дека Бојан Јовановски земал рекет од сите големи бизниси, бизнис компании во Република Македонија, бизнисмени. И сега, че го судиме Бојан Јовановски, тој бил умот на сиот тој криминал. И вие, почитувана председателке, знаете и повеќе од јасно вие, и вие, колега Минов, и сите овде присутни, дека тој Бојан Јовановски, ако му појдел да му побара поддршка за да гради, не знам, старски дом некаде или да му бара рекет на овие големи бизнисмени, наклоси ќе бил исфрлен ако ја немал политичката поддршка на тие што се сликаше, на Зоран Заев, на колегата Костадин, на Шекеринска, која фризурите заедно си ги правела, видовме на видеата, заедно со тој Бојан Јовановски. Толку ние во борбата со криминалот, корупцијата, организираниот криминал и стратегијата за корупција, ако не се даде на соодветни институции кои ќе бидат изолирани од партиско влијание, мој да ги решаваат овие проблеми. Јас секогаш наведувам примери за да знае почитуваната јавност со што конкретно се соочуваме, бидејќи работите брзо се забораваат. И на крај да изразам, колега Минов, жалење зошто министерот кој треба да се бори со корупцијата министерот од владата, кој треба да се бори со корупцијата во државава и кој за тоа е скапо платен, денеска на ваков настан не е присутен, кога се носи национална стратегија за борба со корупцијата. Кој треба да биде? Биџо Алваџијата треба да биде присутен овде. Ова е срамота. Затоа ќе ве молам, ако сакаме
ова национална стратегија да донесе резултати, ние, колега Минов, мораме да пристапиме кон решавање на овие точки овде што се наведени. А не само да набројуваме, да укажуваме и на крајот, колега Минов, пак да си окрените рачето да гласате за Зоран Заев да биде на чело на телото за реформи во судството, во правосудството. Со такви реформи 111 место дури ќе ни биде премија. Ќе го бараме в година. Ќе видиме многу подолго. Ви благодарам.